Ова се лаборатории кои нудат бенефиции за научната јавност и за студентите, но и лаборатории кои за стопанството во целина нудат услуги што во минатото беа тешко достапни и по многу повисоки цени се обезбедуваа во други, понекогаш и многу подалечни земји. Со цел дополнително да ја поттикнеме соработката помеѓу научните институции и бизнис секторот, Министерството за образование и наука, заедно со коморите, овој месец организира јавни презентации на лабораториите и услугите кои тие ги овозможуваат за бизнис секторот. Активностите на месецот на промоција започнуваат на 4 октомври со презентација на 3 лаборатории инсталирани на Машинскиот факултет во Скопје, а до крајот на октомври ќе бидат презентирани услуги на вкупно 24 лаборатории кои може да вршат апликативни и истражувачки дејности во повеќе области кои ги засегаат компаниите, како што се градежништвото, текстилната индустрија, информатиката и комуникацијските технологии, телекомуникациите, дигиталната аудиовизуелна продукција и постпродукција, сообраќај и транспорт, животна и работна средина, како и во областа на земјоделството и безбедноста на храната. Во овие 24 лаборатории се инвестирани речиси половина милиарда денари и морам да напоменам дека по своите специфичности се ретки, а во определени случаеви и единствени во регионот. Лабораториите обезбедуваат поддршка за стопанството преку реализација на истражувачки проекти за зголемување на конкурентноста, иновативноста и инвентивноста, и тоа треба да се искористи. Иницијатива со која потврдуваме дека постои координирана соработка и стратешко партнерство помеѓу научната и бизнис заедницата, и во тој однос ќе продолжиме да се надградуваме и во следниот период, затоа што тоа е од севкупен интерес за напредокот на општеството. Впрочем, тоа беше и една од основните пораки која што беше испратена на заедничката средба која што ја реализираше владата, предводена од премиерот со бизнис заедницата пред извесен период. Потврдувам годината која што на некој начин ја прогласуваме за година на извозот во Република Македонија, Министерството за образование преку овој проект за акредитираните лаборатории директно придонесува за зголемување на конкурентноста на македонските производи во извозните дестинации во светот. Што значи тоа? Денеска промовираме еден значаен проект без кој што нашите производи не можат да бидат конкурентни на светските пазари. Тоа значи дека опремувањето и создавањето на новите лаборатории и врската нивна со бизнисот и зголемување на конкурентноста и квалитетот на нашите производи се единствениот начин на либерализираниот пазар во светот да постигнеш резултат. Македонскиот извоз во оваа година бележи зголемување, тоа е добра вест. Македонскиот извоз бележи зголемување и во Западна Европа, што е исто подобра вест. Во една средина во која што владее висока конкуренција. Работиме заеднички на отварање на нови пазари на далечниот исток, на Блискиот исток и во кавказските држави. Што значи ова е едно делче од мозаикот кој што треба да го заокружи она што значи конкурентност на македонскиот производ, во кое делче значајно место ќе имаат во наредниот период изградбата на инфраструктурата, намалување на трошоците за бизнис, стимулациите, се она што може нашите производи да ги направи конкурентни. Македонија е мала земја, уште еднаш повторуваме, Македонија е земја која што нема голем пазар, која што мора да се бори на либерализираниот пазар, и тоа е единствениот начин преку намалување на цената, подобрување на квалитетот, зголемување на конкурентноста, да ја добијаме битката за наш опстанок на светските пазари. Така да, за нас ова е многу значајна работа као бизнис заедница. Ние ќе ги користиме бенефитите од таа работа во 3 аспекти. Тоа е подобрување на конкурентноста на нашите производи, зголемување на извозот со тоа и зголемување на научно-технолошкиот развој на земјата и на севкупниот индустријски потенцијал кој што го имаме, што е многу значајно за подобрување на нашата конкурентност. Што очекуваме од лабораториите? Од лабораториите очекуваме некако во минатото да се задоволат со она што ќе биде инвестирано. Очекуваме да работат на сопствено надградување на кадарот,
очекуваме да ги следат светските трендови и очекуваме во партнерски однос со компаниите тие нивни искуства да ги пренесат. Со тоа ќе ја подобрат ситуацијата во тие компании кои што преку извозот ќе остварат поголеми приходи и на тој начин ќе бараат поголеми услуги и позначајни услуги од самите лаборатории и ќе ги враќаат парите во оптек во тој круг. Така да ова е работа која што во наредниот период треба да добие севкупна поддршка, со тоа ќе се подигне и степенот на образованието на кадровите кои што после ќе влегуваат во стопанството, а од друга страна ќе зголеми конкурентноста на македонските производи. На крајот ќе завршам онака како што почнав. Ќе бидам среќен ако и во наредниот период промовираме проекти од витално значајне на пониските нивоа од макроекономската политика, од која што се презаситивме сите, ги научивме сите параметри, али таа не може да се подобри без овие проекти за кои што денеска разговараме. Благодарам.